Ајде, што само пушти. Пушти? Готово? Можеме? Ајде. Неколку години назад немаше никаква поддршка за земјоделските задруги, што се предвидува со новата програма за рурален развој, а веќе се најавува и измени на законот. Токму така изминативе години практично изостануваше поддршката према земјоделските задруги и она плата која што треба да обезбеди Министерството преку програмите не беше поделена. Ние веќе засилено работиме и со последната измена на Законот за земјоделство и рурален развој практично ги ставиме во една правна форма каде што овие задруги ќе можат да црпат средства од програмите за финансирање, поточно од програмата за рурален развој. Сметаме дека задругарството е една од клучните алки во делот на групирање, сигурен пласман, под тип на производство кое што ќе значи стабилен приход на овие земјоделци кои што членуваат и упатуваме еден апел до сите земјоделци дека онаа поддршка што навистина ќе ја даваме во тековната 2025 година да се охрабрат и да се здружуваат по тип на производство. Ние за нареднава, тоа е за тековнава 2025 година во програмата за рурален развој имаме обезбедено средства за да се објави повик за инвестиции во делот на она што значи потреба на секоја една задруга која што е регистрирана. Тој повик ќе биде објавен наредните месеци, се со цел да навистина им помогнеме колку што треба. Доколку се појави поголем интерес, а средствата недостасуваат, ние сме спремни да обезбедиме дополнителни средства, се со цел секој еден корисник на оваа мерка која што ќе аплицира да го добие поддршката, затоа што повторувам, навистина е важно задругарството во Република Македонија да успее. Тоа е клучот на организирање и за пласман на земјоделските производи. До кој процент ќе биде кофинансирањето и за платите и за набавка на механизација со современување и модернизација? Видете, сите оние активности кои што ги водиме како министерство не ги правиме само во рамките на министерството и во носењето на програмата и во креирањето на мерката, односно објавата која што ќе биде во координација со здруженијата кои што постојат и ги организираат земјоделските задруги во Македонија, така да сета она поддршка која ќе ставиме на располагање се надеваме и сакаме да има навистински ефект, да не биде тоа само потрошени средства кои што крајната цел нема да оправда. Затоа и во самата објава и во делот на поддршката и висината која што ќе ја дадеме ќе биде во корелација со земјоделските задруги. 60% за плата, 90% како што беше порано за механизација? Механизацијата идеше до 90% кофинансирање, платата 60%, меѓутоа тука ќе имаме некои новини кои што ќе ги објавиме кога ќе дојде време. Дали има и субвенција или стимул за ново создадени задруги, можеби? И младите да се вклучат, жените да се вклучат повеќе, па можеби и за руралниот туризам нека посебна задруга. Видете, во финансиските програми кои што се донесени за 2025 година, покрај младите земјоделци како една крупна категорија кои што нормално може да бидат и носители на земјоделска задруга, ќе има дополнителна поддршка. Жените во земјоделството исто така ќе бидат дополнително стимулирани, дали за механизација, дали за дрел инвестиции, дали за земјоделско земјиште, значи стоиме на располагање на вистина овој пат да покажеме како вистински се води грижа за земјоделските задруги. Министре, зошто паѓа домашното производство? Дали може би лошата состојба со задругарството е еден од причините, а наспроти тоа субвенциите секоја година се исплаќаат, дури имам впечаток дека се и се повисоки. На вашето прашање ќе треба да потрошиме цела една емисија, не знам дали ќе биде доволно, меѓутоа ќе се обидам да вака на кратко дадам еден мој сублимат зошто паѓа земјоделското производство во Република Македонија. Првенствено е рентабилноста на земјоделците. Таа рентабилност зависи од грижата на Министерството и владата кој што ги води преку политиките на смирувањата, поддршката, решавањето на проблемите е вториот момент. Третиот момент е инвестиции во делот на наводнувањето како клучен елемент во делот на земјоделското производство, бидејќи знаете без вода не можеме да замислиме на квантитет на земјоделско производство. Овие се можеби трите би ги издвоил најклучни елементи затоа што директно влијаат на производството на храна во Република Македонија. Затоа ние велиме и со новата програма која што сега донесоме, даваме момент на стимулација. Навистина Министерството треба да биде во вистинска смисла на зборот креатор на политики, кој што заедно со земјоделските здруженија ќе ги носат, ќе биде сериозен поддржувач на онаа финансиска поддршка која што навремено ќе се исплаќа, за да ја вратиме довербата во институциите. Знаете дека во минатото имаше чести случаи каде земјоделците протестираа, бараа помош од државата и така натака, се импровизираше со времени мерки или со интервентни мерки кои што само во моментов можеби го гаснеа пожарот, мито немаше визионерски пристап, така да ние изминатите 6 месеци пополнивме многу празнини кои што ги наследивме од претходната власт. Веќе за нареднава година, ако добро сте погледнале програмата, имаме момент на стимулација на земјоделците и како министерство и како влада пред се покажуваме дека сме тука за сите категории на земјоделски производители
и дури месеци пред да почне производната сезона сме тука и разговараме за актуелните предизвици. Пред една недела разговарав со градинарите од Струмичкиот регион пред да почне производната сезона. Со лозарите уште денеска разговараме за производната цена, односно предавањето на винското грозје. Тутунарите кои што све на прагот на завршување на откупната сезона разговарат веќе за наредната сезона. Сакам да скратам, значи ние како министерство сме тука да ги водиме процесите, да ги менаџираме, се со цел да едноставно земјоделците почувствуваат дека има некој кој што се грижи за нив и ги движи процесите. Граѓаните јадат, плаќаат се поскапа храна произведена тука. Јас ве убедувам дека оние политики кои што ги воведе владата на ВМРО да помине ќе дадат резултат после една производна година, затоа што само така ќе можеме да ги мериме успесите колку се произведувало, колку се произведува сега и да направиме една разлика. Јас сум убеден дека ќе имаме зголемено производство, можеби не во сите производи, меѓутоа оние клучните стратешките производи ќе имаме зголемување. Еве, конкретно за тутунот имаме 24 милиони килограми откупени до сега, можеби нешто повеќе, а изминатите години тоа производство падна на 14 до 15. И тоа се политики кои што, како да кажам, некако даваат сигурност кај земјоделците. Така ќе биде и со производството на пченица, и со винското грозје и така натаму. Колку е вкупниот буџет, министре, на мерката? За која конкретна мерка? Оваа мерка која што ја промовирате и кажувате сега за стимулирање на финансов на плати за другите, ама во делот и на механизација и поддршка за плати. Да, она што го спомна е во делот на колку ние ќе конфинансираме како министерство, тоа значи дека земјоделската механизација која што ќе аплицираат за другите ќе биде кофинансирана со 90% од сумата која што чини одредена набавка, меѓутоа за вкупната сума колку ќе чини целата објава треба да објавиме мерката, да аплицираат, па тогаш ќе излеземе со конкретна мерка колку суштина побаруваат земјоделските задруги. Ја користам уште еднашка прилика на вашето прашање да ги стимулирам сите членови на земјоделски задруги и оние земјоделци кои што не се веќе дел од задругите или треба да се формираат нови, да го направат тоа. Ова е клучот за успехот на македонското земјоделство. Јас имам едно прашање, дали тоа ќе значи за другата и за земјоделците кои што за жал сега се соочени да го пласираат своето производство, им го откупуваат откупувачи производите, на пазарите скоро и да нема производители, туку се препродавачи. Дали за другата значи спас за земјоделците да им се откупи по реалната цена, а не потоа со прекупувачи да биде дупло на пазарот. Една од бенефициите на здружувањето на земјоделците практично е да директно учествуваат во процесот од производство, договарање и продажба на својот земјоделски производ. Така се елиминираат сите оние двигатели или медиатори на пласирањето на производот и да даваат одредена маржа. Со директна комуникација, дали се тоа маркети, дали се извозници надвор од нашите граници, е сигурен пласман, повеќе сума достанува, односно повеќе средства кај самите производители, едноставно да добијат тоа што навистина го заслужуваат како производна ценност големена за одреден процент на добивка. Затоа повторувам, сметам дека ова е еден од клучот за успех на македонското земјоделско производство. Јас да морам да ве прекинам.